Почеток на процесот преговори за членство во Европската Унија, меѓународно етаблирање на македонскиот јазик, речиси 100% усогласеност со европското законодавство. Првиот човек на Министерството за надворешни работи ја оцени 2022 како многу успешна, иако годинава ќе ја затвориме со голем скандал во македонската дипломатија. Сите случувања во надворешната политика Бујар Османи ги прокнижи како успех, но се уште го крие ставот дали Виктор Димовски треба да го добие амбасадорското место во Париз. На прашањето дали ќе ги земат предвид критиките од странските амбасадори, поранешниот директор на АНБ кој му додели пасош на Олександар Онишченко да остане дома, Османи се повика на консултациите кои ги најавија председателот и премиерот. Ние комуницираме на тоа прашање со председателот и со премиерот, меѓутоа не сме седнати на формални консултации за да донесеме одлука што понатаму. Се разбира дека мислењето на нашите НАТО сојузници е важно. Вие знаете дека јас минатата година побарав сите амбасадори и тие што се во НАТО земји и во ЕУ земји да добијат освен наш државен сертификат, да добијат и НАТО сертификат, бидејќи многу е важно да знаеме кој е ставот на сојузниците. Веќе во Сојузот тоа е една мрежа во која што информациите се обострани. Од годишниот брифинг со новинарите, првиот човек на дипломатијата посочи на потребата што поскоро да се спроведат уставните измени, како главен чекор на европскиот пат, сметајќи дека било крајно нечесно членството во Европската Унија да се ставало во дневно-политичките препукувања. Од друга страна, признава дека дури и да ги исполниме сите услови на Бугарија, никој не гарантира дека нема да бидеме блокирани повторно во иднина. Би требало да се интензивираат веднаш после наредната недела сите тие комуникации и активности. И дополнително прашање, доколку го промениме уставот, хипотетичко ова, дали може Бугарија понатака повторно да не блокира со некакви историски прашања или прашања за дискриминација на бугари во Македонија? Видете, го знаете процесот дека одлуките во ЕУ во однос на проширување се носат со консензус. Тоа значи дека утре може Луксембург за било кое прашање, иако нема ништо во преговарачката рамка за односите со Луксембург, да не блокира кога сака. Бујар Османи се пофали и со позитивните резултати од извештајот на Европската комисија, каде надворешната политика доби највисока оценка. Сепак признава дека следната година комисијата нема да не штеди, па содржината на извештајот би била прикажана многу посурово. Почетокот на 2023 година ќе го одбележи претседавањето со ОПСЕ, најголемата регионална безбедносна организација во која членуваат и САД и Русија, а стартува од 1 јануари.